Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Дали и колку ќе поскапи струјата се прашања на кои одговорите се очекуваат во следните неколку дена. Треба да дојдат од универзалниот снабдувач и од Регулаторната комисија за енергетика, што е и главниот повод вечерва за гостин да го имаме председателот на комисијата Марко Бислимовски. Со Бислимовски се разбира може да се разговара и на многу други теми, што ние и намерата да го направиме вечерва. Господин Бислимовски, добре дојдовте во 360 степен. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Како домино ефектот од петокот во кои неколку држави во регионот практично останаа без струја или голем дел од нив, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија не ја зафати Македонија. Да бидам малку циничен, навикнати сме да бидеме слаба алка и просто е чудо како кај нас системот остана стабилен. Среќна околност е во прашање или? Прво, значи, Македонија со Албанија се уште не е поврзана преку интерконекција. Таа е започната да се гради, но не е готова. И во делот на техниката има тековина моќност. Така да, каде повлекла струјата, секогаш оди таму каде што има помал отпор и токму од тие причини Македонија и не била зафатена, иако со тие информации кои што ги имав, сите потребни активности за да не дојде и кај нас до испад на системот, бидејќи домино ефектот од овој, да речеме, во Европа во последните тести на години, овој еден од поголемите испади, од нашиот МЕПСО биле превземени, бидејќи требала да се стабилизира фреквенцијата, била од една страна побарувачката, потрошувачката на електрична енергија, а од друга страна производството беа во дисбаланс во овој дел од Европа и сето тоа си имаше и домино ефект и во Македонија, како и во останатите европски држави. Ако добро ве разбирам, комбинација е на среќна околност, тоа што не сме поврзани со Албанија и мерките кои што ги презела МЕПСО. Да, и дополнително такви биле тековите на моќноста, на снагата, повеќе биле оптоварени Албанија, па потоа тоа се предизвикало ефект во Црна Гора, и каде што и во Црна Гора и во Албанија има испади на високонапонски далеководи, исто така мал дел од Грција испаднат и речиси цела Босна и Херцеговина и Хрватска од Задар па надоле до Дубровник. Во реакцијата, меѓу другото, велите инцидентот е потврда дека одговорот е во инвестиции, инвестиции, само инвестиции. Зошто? Апсолутно. Поради тоа што во овој дел од Европа, во нашиот дел, потрошувачката реално расте. А инвестициите пред се во најголем дел во регионов, вие не може да видите инвестиција да се изгради една електрана која што ќе дава базна енергија. Кога велам таква базна енергија, може да дава гасна електрана, може да дава, сега во моментот даваат термоелектрани, може да дава нуклеарна електрана. Кај нас во регионов, во последните 15 на години е изградена една термоелектрана, приватна инвестиција на ЕФА-та во Босна и Херцеговина во Станари, изградена е когенеративната постројка во Скопје Тето и горе-доле е тоа, а факт е дека во изминатиот период има огромен број на инвестиции во обновливи извори, во фотоволтаици и во електрани. И за да кај нас околу 700 за 2 мегавати, години 700 мегавати. Значи Македонија, кога ќе се спореди со тоа пред 2 години, вкупниот инсталиран капацитет, ако бил 2100 мегавати, сега е речиси 2800, нешто над 2800 мегавати, сме го зголемиле за 20, некаде за 25% и тоа е убава бројка, но колку што се разбира, треба инвестиции во обновливи извори, но треба да ги следат и инвестиции во по капацитет 700 мегавати се отприлика како трите блока на РЕК Битола, чисто за споредба да знаат. Значи, меѓутоа е неспоредливо затоа што РЕК дава базна струја, а фотоволтаиците се сосема друг тип на РЕК Битола дава
како производство на електрична енергија многу повеќе и дава во еден номинален режим, постојано една моќност дава, а фотоволтаиците се даваат некаде во нормални услови 3 до 4 пати помалце од 3 пати помалце од битола, и фотоволтаиците имаат не баш секогаш предвидливо производство, но има сега посериозни софтвери кои што се направени и каде што може да се предвиди попрецизно колку би било производството на електрична енергија. Како велите, често еден облак може да ви го урне тоа ќе бидат системот. пред сериозни предизвици ќе биде не само Македонија, туку и цела Европа, исто така и Соединетите американски држави. Значи, јас во наредниот период очекувам и во Европа да има испади, бидејќи не секогаш ќе може од една страна производството и потрошувачката секогаш да биде покриено во секои 15 секунди. Тоа ќе бидат сериозни предизвици пред се за преносните систем оператори. Тоа е како што е насиот МЕПСО, сите земји си имаат такви и тоа ќе бидат сериозни предизвици. Имаше неколку обиди со претходната влада, едното беше Чебрен, меѓутоа пропадна, не се реализираше, иако се чинеше дека е на чекор до потпишување на договор. Вториот беше обидот со Митили Неос. Да. Тој требаше повеќе прашања да затвори, да речеме, и со топлинската енергија во Скопје, но и тој не успева. Каде гледате евентуално во следниот период шанса за да се инвестира кај нас? Значи, ние не сме некоја земја каде што може да има безброј проекти. Ние, како проект кој што е извесен, е Чебрен. Значи, немаме ние друг проект за изградба на голема хидроелектрана. Нешто може да се збори за Бошков мост, но тамо имаше сериозни реакции од еколошките сдруженија, а понатака и инвестицијскиве фондови, кога има реакции, избегнуваат такви инвестиции, и гасни електрани во Скопје. За да направиме гасни електрани, треба да донесеме газ во Македонија, и тоа имаме сега еден добар исчегор, се гради, треба да започне да се гради новата интерконекција со Грција. Исто така таа треба да продолжи кон делот Косово и кон Јужна Србија, така да Македонија во делот на природниот газ е на добар пат да стане земја низ која што ќе транзитира природен газ, и тој газ може да се користи апсолутно и за производство на електрична енергија. Значи, тамо може да се очекуваат идните инвестиции во гасни, односно когенеративни постројки, и во Чебрен. Може би подоцна ќе му се вратиме на ова прашање, но ајде заради динамика сега на некои други, може би политички поскокотливи теми, да речеме. Вчера добивме нова влада. Вие сте избран за председател на Регулаторната комисија за енергетика во јули лани, што значи пред речиси една година, со мандат од 5 години. Со оглед на тоа што сте гласан од мнозинството на СДСМ и ДУИ, а сега имаме друго мнозинство во собранието, можно ли е да биде поставено прашањето за ваша смена на дневен ред? Што мислите? Видете, тоа е секогаш можно. На начинот на кој што комуницираат владата и Регулаторната комисија за енергетика е точно прецизиран во Законот за енергетика. Ние како Регулаторна комисија за енергетика во изминатиот период поминавме ковид криза, енергетска криза, поминавме исклучително тешки периоди. Во изминатиот период исто така станавме после Црна Гора, во регионот сме единствено ние и Црна Гора сме наблюдувачи во ЕЙСЕР, тоа се европските регулатори, каде што не оцени секретаријатот на енергетската заедница во Виена дека Регулаторната комисија за енергетика ги исполнува сите критериуми во однос на независноста кои што се предвидени со европското законодавство. Така да велам, можно е секогаш да има смена, тоа е, но постапките и процедурите се релативно многу сериозни и треба да поминат низ повеќе. Се смета дека кога извршната или законодавната власт ќе тргне да чепка во регулаторните тела, дека тоа е секогаш политички чувствително прашање. Регулаторната комисија за енергетика е едно такво тело. Да се подсетиме историски дека, да речеме, кога дојде власта на СДСМ и ДУИ, Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги
како исто така регулатор во делот на електронските медиуми не беше чепнат. Програмскиот совет на Македонската радио телевизија исто така еве со години остана непроменет, но да речеме мандатот на Димитар Петров, кој во ноември 2015 година исто така доби 5-годишен мандат за председател на регулаторната комисија на енергетика, тогаш од мнозинството на ВМРО ДПМНЕ, беше прекинат со закон во 2018 година. Според тие информации кои што ги имам, со тој закон кој што се донесе во 2018 година се имплементираше третиот енергетски пакет, каде што се бараше концепт на ротирачки избор на членови на председател на регулаторната комисија за енергетика, и тоа е направено со одобрение на секретаријатот на енергетската заедница во Виена. ВМРО ДПМНЕ тогаш не го прифати тоа објаснување, сакам да кажам. Јас знам дека така беше, за да има след, да нема една политичка гарнитура, сите членови да бидат во ист период избран, значи да има некаде на секоја година, на секоја втора година избор на нови. Инаку, ако останете до крај 5 години председател на регулаторната комисија, тоа значи дека останувате речиси до следните редовни парламентарни избори, дури ќе ги надживеете, ќе надживеете владата чисто за споредба за гледачите. Се познавате ли со новиот премиер Христијан Мицкоски? Се познаваме од состаноци. Инаку во слично време имате студирано, вие на електро, тој на машински, проверува вие од 95-та до 2000-та имате студирано, тој од 96-та до 2001. Да, јас имам завршено на електро, тогаш како што кажавте, и понатака во регулаторната комисија за енергетика работам од 2004-та, така да горе-доле сите експерти во државата ги познавам. Со господинот Мицковски, сега со премиерот Мицковски се познаваме од состаноци, тој како директор на тогаш на Елем, и така да кога имаме велите, комуникација. ги знам речиси сите експерти во енергетиката, и Мицковски го сметате за експерт во енергетика? Па професор на факултет, на машински факултет е експерт, се разбира. Се познавате ли со новата министерка за енергетика, рударство и минерални суровини? Така е новиот назив на министерството. Се познававме од предходно со Сања Божиновска, кадар од ВМРО ДПМНЕ, да. Сега се познаваме и лично имавме неколку средби изминатиот период за неколку отворени прашања. И што мислите за Сања Божиновска? Како за Па Сања Божиновска, ја знам дека работеше пред се во компаниите за трговија со електрична енергија, кои што се доста активни во регионот. Имам одлично мислење за Сања Божиновска. А каков е вашиот став за одлуката да се формира посебно Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини? Практично се извлекува од досегашното Министерство за економија. Од секогаш, уште пред да дојде оваа иницијатива, од секогаш сум ја поддржувал таа идеја, имајќи во предвид дека особено со енергетската криза се покажа дека состојбата во енергетиката ни е кревка. Ние ги очекуваме најголемите инвестиции во државата во секторот за енергетика, и логично е да имаме такво министерство. Знаете, претходно беше во рамките на Министерството за економија, па имате и вице-премиер за економски прашања, па сега инвестиции во енергетика се поврзани со животна средина, и вообичаено посериозни инвеститори кога доаѓаат ги посетуваат и Министерство за економија и животна средина, и вице-премиер или премиер. Сега ќе имате еден шалтер. И на крај доаѓаат во регулаторна комисија за енергетика и се, да речам, малце збунети, па на крај ние ги ставаме во еден тек работите, во делот на, се разбира, на тоа што имаме ингеренција, така да таа е добра идеја. Сега, но факт е дека во Македонија треба да се обезбедат сега кадри кои што ќе работат тамо. Во Министерството за економија имаше сектор за енергетика и тоа е, да речеме, еден расадник на кадри и во компаниите во Македонија, па и во регулаторната комисија за енергетика сме превземале луѓе од тоа Министерство за економија. Сакате да кажете дека не е доволно екипиран тој сектор во Министерството за економија? Многу луѓе го напуштаа пред се заради пониски плати. Значи Сања Божиновска ќе има предизвик да го формира практично својот тим и министерството. Апсолутно, она ќе почне да го формира, предпоставам дека тоа така, со луѓето кои што работат во Министерството за економија од сектор за енергетика, и понатака ќе треба да се надградува и да се шири.
и тоа ќе биде сериозен предизвик. Запознаен ли сте со најавената инвестиција, мислам дека се споменува 450 милиони евра во нов ветерен парк? Премиерот, ако остане на тоа што го кажа, рече дека веќе вториот ден, тоа би му дошло утре, ќе ја објава таа нова инвестиција. Добив покана за настано, тоа е Утре? Утре, да, тоа е очигледно ќе биде шпанска инвестиција, како и што објавија веќе медиумите. Јас сите инвестиции во енергетиката ги поддржувам, па ќе видиме како ќе биде концептот, тоа ги поддржувам пред се поради тоа што си ја подобруваме енергетската независност, без разлика дали таа електрична енергија ќе се продава на Тоа сакав да ве прашам, или не. реално што е ползата за државата, бидејќи прво тоа не е како се вели постројка на ЕСАМ. Ниту е постројка која што ќе произведува за ЕСАМ. Таа струјата што ќе ја прави, ќе ја продава на берза. Ќе продава на слободниот пазар, може и на берза, може и каде сака, но да видиме како ќе биде. Ние сега кај нас во Македонија во изминатиот период се изградија многу фотоволтаици, како што кажав пред малку и вие кој што потврдивте. И сега тие фотоволтаици продаваат електрична енергија на слободен пазар. И сега на слободен пазар цената на електричната енергија во периодот кога овие фотоволтаици произведуваат најмногу, има и часови кога е нула, односно и негативна. Ако се врзани за берзата во Унгарија, на нашата берза нема нула, но цената е близу до нула. Така да, јас ако сум директор на ЕСМ, јас би ми откупувал таа електрична енергија по разумна цена и во интерес на ЕСМ со цел во периодот кога овие произведуваат електрична енергија, да си ја чувам водата во хидроелектраните, ако имам потреба како ЕСМ да продавам во часовите кога после 19, после 20 часот, кога цената на струјата на сите берзи е далеку повисока, и исто така таа вода да си ја чувам и за зимските месеци. Така да Велите дека индиректно сепак ЕСМ може ако сака. Ако сака може да има ќар. Транспарентна постапка. Но сепак е добро, без разлика дали ќе откупува, таа енергија е произведена во Македонија. Ние сме се соочували во 2012 и во 2017 вообичаено Бугарија да ни затвори граници и да имаме проблеми со набавка на електрична енергија, бидејќи бевме увозно зависни. И таа увозно зависност беше 35-40%. Минатата година за прв пат сме сведени на 2,75% увоз. Тоа е пред се заради фотоволтаиците кои што се изградени. Некои ќе речат, ама тие не се од државата, ама сепак тие фотоволтаици ги направија македонски компании, македонски бизнисмени, парите остануваат во Македонија, не се увезува електрична енергија, дел од оваа електрична енергија се извезува, така да секоја инвестиција за производство на електрична енергија е добра, поради тоа што си ја зголемуваме нашата енергетска независност. Сега за цената на струјата, претпоставам дека тоа е прашањето што најмногу ги засега обичните луѓе. Од следниот понеделник треба да се применува практично така новата цена од 1 јули. Кога треба да ја очекуваме одлуката и сега која носи одлуката практично, универзалниот снабдувач или регулаторната комисија? Универзалниот снабдувач ја изготвува одлуката со сите пресметки, со целосно образложение и ја доставува на контрола на регулаторната комисија за енергетика. Ние имаме право да кажеме променете го овие и овие ставки. Ќе има ли поскапување? И за кои блокови? Прво останува истиот, така модел со тарифните блокови? Да, останува истиот модел, се покажа до сега како успешен, затоа што тие се воведени пред се за да се намали енормната потрошувачка кај домаќинствата и тоа е постигнато. Има намалување на потрошувачката кај домаќинствата, делумно се разбира, има влијание. Ние имавме 2 години поред релативно благи зими, но исто така и блоковите влијаја, исто така влија и тоа што тие што имаат повеќе пари започнуваат да инвестираат во фотоволтаици за да си ја намалат својата потрошувачка на електрична енергија и да го избегнат влегувањето во блоковите. Сакате да кажете граѓаните рационално ја трошат струјата и не сакаат да влезат во трет или во четврти блок? Да, избегнуваат се таму каде што греењето на струјата е со струја, со застарени начини, апсолутно се
влегува во четвртиот блок, но со овие цени се кои што ги има на берзите во Македонија и во регионот, тие длабоко што навлегуваат во четвртиот блок, има многу поисплатливо да се отидат и на слободниот пазар на електрична енергија. Така да ние сега ќе Зборуваме и за домакинствата. и за домаќинствата, да. Има такви примери? Па има мал број. Но верувам дека ќе има се повеќе и повеќе. Сега ве прашав, ќе има ли поскапување и за кои блокови? Вака сега ние, значи, сериозен удар на цената ни прават три работи. Прво е што ни се зголеми набавната цена од 57 на 60 евра. Второ е дека се обезбедени само 85%, а не 100% од вкупните потреби на универзалниот снабдувач. И трето е што голем број на мали потрошувачи, тоа се дуќанчиња, мали фризерници, кафичи, гледаат дека на слободниот пазар цената на електричната енергија им е далеку пониска отколку таа на регулираниот пазар и си одат на слободниот пазар и ни оставаат дупка во начинот на кој што треба да ги обезбедува приходите универзалниот снабдувач. Ај малку само објаснувачки заради публиката, ова последново што го објаснувате, дека многу мали потрошувачи решаваат од регулираниот додат на слободниот пазар. Да. Во моментот цената во високата тарифа за малите потрошувачи е околу 200 евра Да. без Мрежарин. без мрежарин. На слободниот пазар, во моментов, по понуди што гледам, е некаде околу што им даваат од 120 до 130 евра за мегават час. Значи, тоа е сериозна разлика. И ги повикувам ја сите мали потрошувачи да си одат на слободен пазар. Таму им е многу поисплатливо во моментот. Иако велите, тоа ви прави сега притисок на цената за домакинствата. Да, ама не можеме да им кажеме седете за да плаќате поскапа цена, така ние е. за да одржуваме Така е. преку вас социјален мир за домаќинствата. А едно по едно. Дали според вас е оправдано зголемувањето на цената по која што електрани на Северна Македонија ќе ги обезбедуваат тие 85% за потребите на универзалниот снабдувач ЕВН Home од 57 евра за мегават час на 60 евра за мегават. Очигледно е дека трошоците за работа на СМС во изминатиот период се зголемија. Една од причините е што имаме и увоз на јаглен, а дополнително кон тоа тој јаглен кој што ги имаме го мешаме со увозниот, па не се знае точно во секој момент колкава е Повеќе пати ве калоричната слушам кога вредност. зборувате за увозот на јаглен, како да зборувате како за нешто што не е неопходно. Очигледно е, според анализите кои што ги направиле во ЕСМ, дека јаглен треба да се увезува. Сега, колку и во кои количини, најдобро знаат во ЕСМ, тие количини на јаглен ние кои што ги имаме, се со послаб и се повеќе тој квалитет ќе биде послаб. Оти да бидеме фер, со увозот на јаглен се врзуваат политички и бизнис интереси. Сега, не ве прашувам Да, за тоа, да. но сакам контекстот да го обезбедам за публиката, да. Затоа Значи- и ве праша, зошто кога велите очигледно имаме увоз на јаглен, како да зборувате цело време како да не мора да има увоз на јаглен. Регулаторната комисија за енергетика определуваше цена на ЕСМ последната одлука, согласно постоечката законска регулатива, заклучно до јули 2018. Од тогаш немаме право да одобруваме цена на ЕСМ, но ние кога ја носевме одлуката, како регулаторна, значи, јас сум донел само една одлука, претходно како работен, сум работел на овие барања за цени, цената беше 42-3 евра за мегават час. Значи, во услови кога си имате свој јаглен, јасно е дека е цената многу ниска, пошто немате такви зголемени трошици. Сега не се копа како што треба. Значи, може да има две причини. Прво, јагленот кој што се копа е со послаб квалитет, Добро. начинот како е копано, дали е доаѓано соодветно до резервите на јаглен или не, и тоа има влијание, и едноставно за да се подобри квалитетот на јагленот кој што се гори се увезува. Сега јас како електроинженер кој што полагал и предмети производство на електрична енергија, а би купувал јаглен кој што ќе биде висококалоричен, кај што го има во азиските земји, А не од за да си ги соседите. се од соседите може би е
поедноставно за за транспорт. транспорт, дека ние немаме пристаниште, но овој јаглен кој што е 8 до 9000 килокалории, доколку има техничка можност во Битола, може да се измеша со нашиот, пред се ќе заштедиме на транспортни трошоци, тој треба да дојде до едно пристаниште имаме ние од каде што може да дојде брзо, тоа е во Солун и понатака да се дојде до Битола. Значи, И вие не би овој купувале од јаглен од соседите- Грција и од Косово? Па најголем дел доаѓаше од Грција, од Албанија и од Косово, значи треба да се истестира и таа опција да видиме што би значило тоа во делот на трошоците. Јас сум сигурен дека и раководството на ЕСМ правило анализи што им се исплати повеќе, како им се исплати, дека тоа беше сигурно е сериозна операција прво да обезбедите транспорт. Камиони треба да се обезбедат и сето тоа за да дојде јагленот во нашите Сега електрани. факт е дека паралелно со увозот се уште многу пари одат и на ангажирање на дополнителна механизација за копање на јаглен и транспорт во рамките на комбинатот во Битола. И сега малку збунувачки е тоа. Едно чудо пари се трошат за надворешна механизација за РЕК, се увезува јаглен, а на крај пак не можеме да стигнеме до посакуваното ниво на производство на Ова се што струја. го гледам во Европа, прво е многу тешко да се најде финансирање за термоелектрани. За изградба на нови термоелектрани исклучително тешко, бидејќи меѓународните финансиски инвестиции воопшто тоа не го инвестираат. Исто така и за сериозни модернизации многу е тешко да се обезбедат пари. Значи во најголем дел ако се решите, треба да се прави со сопствени средства, исклучително со сопствени средства, бидејќи според информации што ги имам, веќе Кина не финансира многу такви проекти. Така да секогаш сега треба да се извага дали да влеземе во сериозна модернизација на трите блока во Битола или тој јаглен кој што го имаме тамо, апсолутно до крај да го искористиме. Ние не сме некоја енергетски богата држава, па да се имаме таков луксус, да кажем, ај са нема веќе јаглен, па да бидеме само на обновливи извори на енергија. Едноставно и во моментов нашиот систем ќе колабрира ако немаме термопроизводство. А што е со обврските преземени од зелената транзиција? Сега, иако не е се уште јавно достапна, реформската агенда поврзана со планот за раст на Европската Унија, кој што практично ги функционира на начин вие исполнувате обврска па добивате пари, дел грант, дел заеми од ЕУ. Што е со тие обврски, а поврзани со РЕК Битола? Се слушаат дури конкретно преземени датуми сега и во планот за раст во реформската агенда за затворање на РЕК Битола. Вака сега ние прво треба да кажеме фактичката состојба во РЕК Битола. Претходно вкупниот инсталиран капацитет на РЕК Битола е 700 мегавати. Некаде отприлика 690. Во сите три блока, Со заедно. сите три блока. Сега секој блок на нас негде ни дава 150 мегавати максимално. Поради квалитетот на јагленот и сето тоа, тоа е тоа. 150. И вие како велите, како РЕК да работи без еден блок. Веќе ние реално на мрежа испорачуваме енергија како да имаме два блока. Иако трите работат. Трите работат, ама реално, значи ние веќе кога треба и сега треба да им објасниме и кога ќе разговараме со Европската комисија дека да, тоа ние веќе еден блок го немаме. Втора работа со која што сигурно ќе се соочиме е трошокот за CO2 емисии. Значи CO2 емисии за термоелектраните имаат сега не знам 70 на 80 евра за мегават час. Значи ако сега е производна цена на ЕСМ 90 евра, на тоа треба да се додадат уште 70 или 80 евра за мегават час. Што е енормно зголемување. Енормно зголемување и значи ние треба тамо да се фокусираме пред се со ова со CO2, со тој трошок колку што може повеќе да ни го одложат, бидејќи ние реално, А инаку оригинално кога треба да почне да се плаќа? па некаде од 1 јануари 2026 со тие информации кои што ги имам Тоа е јас. сега. И сега кажуваат вие може и да не плаќате, терајте си овака, но ќе се воведе посебна такса за извоз од вашата држава, поради тоа што вашите производи користат електрична енергија во која што не е вкалкулиран трошокот за CO2. Се уште сме кај емисија. елементите кои што ви прават притисок на цената на Да. струјата. Вториот е
поврзан со одлуката на владата практично, Да. Електрани на Северна Македонија на универзалниот снабдувач Евана Хоум да му обезбедат само 85% од потребите за покривање на потребите на домакинствата и малите потрошувачи. Сега, очигледно е дека се работи за обврска преземена пред Меѓународниот монетарен фонд. Инструментот, мислам дека се вика за предпазливост и ликвидност, Така. во кој дел од парите беа наменети и за справување со енергетската криза. И сега го имаме Бектеши, до вчерашниот министер, кој што вели интенцијата на владата беше да се покриваат 100%, ама околностите се други и мораше да отидеме на 85%. Разговора со министерот за финансии ми тврди дека јас лично не сум ги видел на хартија преземените обврски, но ми тврдеше дека е тоа и на хартија преземена обврска, да во оваа фаза да биде 85% тоа што ќе го покриваат електрани за универзалниот снабдувач. Значи, тоа што го бараше ММФ беше дека ние имавме еден период во сред енергетска криза, кога голем број на потрошувачи се вратија назад на регулираниот пазар, имава пониски цени, и имаше и доста, да речеме, во сива зона влегува и некои компании, некои општини формираа нови предпријатија за да не бидат на слободен пазар, па се враќаа назад и дојдовме до една обврска на универзалниот снабдувач да обезбеди околу 4 милиарди киловат часови, 4 милиарди и 100. Но сега, со овој тренд, со воведувањето на блоковите за домаќинствата, малите потрошувачи кои што се враќаат назад, ние споредено со таа криза, кога и реално беше проблематично и за ММФ беше проблематично, ние сме сега сведени на околу 3 милиарди и 300. Значи, таа обврска од тие 15% да му ги трнеме како обврска на ЕСМ да ги обезбедува универзалниот снабдувач и тие да ги продава на слободниот пазар, каде што има повисоки цени, за да си ја подобри својата ликвидност, со одредени мерки кои што се превзема, го исполнивме. И сега ние искочивме од енергетска криза, но се уште секторот не ни е стабилизиран. Значи, ни треба време и затоа сметав дека и 3 милиарди и 200-300 киловат часови апсолутно не треба да е проблем на ЕСМ да ги обезбеди за универзалниот снабдувач. Сакате да кажете дека сепак бевте за одлука која што ќе значеше 100%. Апсолутно, затоа што обврската према Меѓународниот монетарен фонд со мерките кои што ги превземавме, со ценовните сигнали кои што ги испративме, ја исполнивме. Добре, зошто тогаш владата реши само 85%? Па сметале дека треба да се воведе поради тоа што кога се разговарало на овие теми, да, точно е дека таа обврска била превземена, но сега ние сме, за да го избегнеме ценовниот шок, Евана ќе си го оптимизира својот начин на набавка, вклучувајќи го тука од ЕСМ, бидејќи Евана има и обврска да обезбеди и од обновливите извори кои што користат повластени тарифи, така да за да избегнеме ценовен шок, ние како регулаторна комисија за енергетика ќе кажеме вие 15% да како набавка да не влезе во пресметките за цената на електричната енергија. А Евана Хоум сепак да се ги набави? Евана Хоум да направи обиди тоа да го обезбеди од постоечките ресурси кои што ги има сега, бидејќи неговиот договор со ЕСМ е клизан, плюс 10, минус 30%, има часови на берза, кога што е цената на македонската берза е 20, 30, 50 евра. Добро, значи сакате да кажете дека оптимизираме сите, Добро. за да не правиме сега непотребно зголемување на цената на електричната значи енергија. сакате да кажете тоа што пропадна обидот за обезбедување на тие 15% пред некој ден, затоа што цените што биле понудени од тројцата понудувачи биле 2,5 пати повисоки од 60 Така. евра за мегават час, не треба да загрижува тоа. Сега нема да го признаеме во цената, туку ќе треба секој да се активира, да се оптимизира и кажав и претходно, ЕСМ треба да почне да размислува да купува електрична енергија од овие фотоволтаици што ги има во државата. Нека се договори по некоја цена, апсолутно на транспарентна постапка преку аукции.
Нека каже, ние сакаме да откупиме од вас. Сега и ајде кажете цена. Да, сега ајде да сумираме. Што значи сето ова што досега го зборувавме за одлуката за цената на струјата од 1 јули за домакинствата? Се што не стои како механизам на располагање, веќе ги кажав кој од секој ќе побараме да се оптимизира. Не верувам дека ќе има некое посериозно зголемување, мислам дека горе-доле во истите рамки ќе останеме за цената на домаќинствата. Добро, премиерот Мицкоски тогаш се уште како мандатар кога ги поднесуваше предлог измените и дополнувањата на законот за енергетика пред некој ден, рече меѓу другото ова го правиме за во првиот и вториот блок цената да остане иста, а во третиот и четвртиот ако има зголемување да биде 1 до 2%. Дали се ова некакви реалистични бројки за кои што зборува? Па уште ги немаме добиено Мицкоски. ке ночните бројки од Ева на Хоум да ги видам каква е структурата на потрошувачки по блоковите за домаќинства. Кога ќе добиеме, ќе ги видиме, ќе направиме напор да не предизвикуваме сега ценовни шокови. Ние сме издржале потешки периоди, никогаш не сме довеле проблеми да има во делот на можноста граѓаните да ги покриваат своите трошоци за електрична енергија. Секогаш се обидувавме да бидеме транспарентни, да објасниме. Јас знам дека не секогаш некој ќе прифати зголемување од 9%. Тоа ни беше 9,5%, тоа ни било максимално и сега правиме напори да го стабилизираме сето тоа во наредниот период. Ќе има зголемување или може и да нема? Као просечна цена ќе се движиме тука некаде да биде нешто минимално. Да нема никаков ефект, не знам сега, ако кажем 1% зголемување, мислам дека не е никаков проблем за домаќинствата. Ќе има зголемување и во прв и во втор блок или само Па во трети и четврти? Не, да видиме структурата на потрошувачката, каква ќе биде по блоковите. Сега, една од темите кои што на критичен начин се обсервира во јавноста е така наречената мрежарина. Или во сметките пишува надоме за пристап на електродистрибутивниот систем. Тоа го плаќаат сите по 200 денари на сметка по бројил. Мора ли да го има и зошто? Вака, сега, значи, ние прво го воведовме за да направиме фер пристап до сите. Ние кога го определуваме, и тоа е воведен во делот за дистрибуцијата. Ние кога определуваме цена за дистрибуција, определуваме еден приход. И значи, и тој приход порано го делевме со количини на електрична енергија и ќе добиевме цена. И таа е цена за дистрибуција. Просечна, па понатака по напонски ниво оде. Сега, голем број на фотоволтаици ни се изградија кај компаниите се изгради. Има сериозен тренд на пораст на поставување на фотоволтаици кај домаќинствата. И ние во 2023 имаме рекордно ниска потрошувачка во дистрибуцијата, заради тие поставени фотоволтаици. 2024 ќе биде уште по-ниска од 2023. И сега ние, математика е Не чиста. дека не треба струја, ама таа си се произведува. Компаниите си ја обезбедуваат. Мојата компанија што поставила, ја ако имам компанија фотоволтаика, иста потрошувачка имам. Да. Ама ми произведуваат фотоволтаиците и тоа што произведува, што ми регистрира броилото, ми е за 80% помало. И сега математика е чиста. Кога делите тој приход со количина на електрична енергија, пониска, цената ви расте. Ние да имавме во декември потрошувачка на електрична енергија како што било во 2021-2022, цената за дистрибуција ќе ни останеше иста. И значи сега овие што не поставиле фотоволтаици, ако се плати исклучително преку киловат час, а домаќинствата плаќаат преку киловат час, ќе треба преку цената за дистрибуција да платат за тие што поставиле фотоволтаици. И сега ние во рамките на тој приход воведовме уште една ставка. Ние не даваме 1 денар повеќе. Ништо не даваме повеќе. И кажувам, ако не се воведеше тој надоместок, ќе се добиеше цена за мрежарина, која што ќе доведеше цената на ефтината тарифа да ни се зголеми за 15%. Значи сега домаќинствата плаќаат цена за мрежарина 2,3 денари, ако не била тој надоместок, ќе плаќале 2,9. Тоа го направивме во интерес на сите. Сега каде го има тоа?
Acer, европските регулатори, кои што се формирани со европско законодавство со посебна регулатива. И каде што ние и Црна Гора сме единствени наблюдувачи од регионов, има направено студија. И во таа студија се наведени во кои земји е воведен таков дополнителен надоместок. Некој ламп-сам. Негде се вика трошок за мерење, негде се вика трошок за нешто Атанаско друго. Туневски го гледав во еден настап деновиве, вели проверувал во Србија и во Германија немало таков. И во Србија постои, и во Германија постои. Ако сака ќе му го дадеме. Ама не се вика вака. Па не може да се вика сегде исто. Во Хрватска постои се вика трошок за мерна опрема, за мерни уреди. Негде се вика на друг начин. Значи, и овој тренд ќе постои. Во Холандија отидоа најдрастично. Значи, плаќате по инсталиран киловат. Ако сте инсталирале дома 10 киловата, вие плаќате, може 0 да потрошите, но тие да потрошите електрична енергија, парите ги собираат само преку Да капацитет, сумираме, преку сметате моќност. дека е неопходно и дека е фер. Тоа е тренд кој што ќе продолжи, неопходно и е фер. Затоа што за тие што не поставиле фотоволтаици, треба да платат поради тие што поставиле фотоволтаици. И на ниту еден начин не обезведуваме една фама што се шири, дека се тоа екстра пари, 2-3 милиони евра, па ќе завршеле кај електродистрибуција, што не е точно, значи во рамките на одобрениот приход. Мислам и Атанаско има подпишано таа одлука, гласал за таа од 2023. За Како надоместоците член не. на регулаторната. За надоместоците не, од после тоа се воведени, но тоа е тоа. Се најавуваше зголемување на времетрењето на ефтината тарифа. Сега е од 13 до 15 часот. Се зборуваше за евентуално зголемување за уште еден час. Зошто таа одлука се одлага сега за наесен, а не ја носите сега? Па затоа што реално на есен им требаат на граѓаните тој дополнителен еден час. Најголем дел од домаќинствата сега влегуваат во првиот и вториот блок во летниот период. Не ни е довршена анализата, при крај сме, работиме за податоци на цени за секој час, за секој ден од годината, и тоа е огромен број на податоци, и верувам во текот на јули ќе објавиме кога, дали ќе се воведе и кога ќе се воведе. А се користи ли таа дневна тарифа? Што ви покажуваат? Да, покажуваат резултатите. Некаде се преврти 8% имаме зголемување на потрошувачката на таа ефтина тарифа. Тоа значи дека пензионерите Апсолутно. си ја користат. И избегнуваат од и домаќинства, затоа што ви имате дома потрошувачка, телевизорот вие не го исклучувате од дома. Кога ќе излезете, има некои уреди кои што работат ностоп. Добро. И сега, во тие 2 часа, се регистрира како ефтина потрошувачка. Или многу од модерните апарати имаат тајмер, ќе наместите, ќе ви се вклучи во 13. Да, и тајмерите се користат и да се користи. Добро. До петок веројатно ќе слушнеме новата одлука, така? Апсолутно, да. Добро, и според најавите не би требало да биде ништо драстично. И само уште едно прашање пред крајот на емисијата околу цената на парното. Може ли да се очекува намалување на цената на парното? Сега ние цената на природниот газ на најголемата европска берза TTF на ниво од 33-4 евра за мегават час. Пред некој месец беше во февруари беше 25 час, но и овие 33-4 во споредба со тие ние сме имали периоди кои било и 300-350 евра, така да има сериозна можност да ја намолиме цената на парното во градот Скопје, и при тоа треба да се види сето тоа како ќе влијае. Се во проценти не можам да зборам, пристигнати се барањата од компаниите, нашите стручни служби ги работат и во текот на месец јули ќе објавиме и цената за парното, и реално очекувам да има сега намалување. Кога ќе се носи таа одлука? Па во втората половина на јули, некаде до околу до 20 до 25 јули да завршиме. Се плашите дека ќе викаат дека еве сега Марко Бислимовски носи одлуки во прилог на новата влада? Сега, како да кажам, на мене ми е интересно, имавме период на намалување на цената на дизелот, негде пред 2-3 недели, и викаат, вика, се смени власта, вика, одма смени. И сега, кога ќе им објаснувам јас, цена на берзи
И сега викаме, сега што расте последниве 2 пати, сега што правим? Така да, тоа е, се обидувам да објаснувам, понекогаш сакаме да бидеме транспарентни, бидејќи со секоја наша одлука влијаеме на граѓаните, на нивните трошоци, на нивните домашни буџети и сакам да објаснуваме дека правиме одлуки за цени кои што се во согласно со методологии базирани на принципи, економски принципи кои што се применуваат и во Европа и во Соединетите Американски држави, и во Азија и тоа. Благодарам за овој разговор. Се надам дека беше и разбирливо за дел од публиката, иако дел од овие поими за кои што разговараме веројатно и не се до крај јасни за граѓаните, но добро, сума сумарум може да се очекува намалување на цената на парното и не драстично, ако има воопшто зголемување на цената на струјата од 1 јули. Да. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека успеав да објаснам. Да. Вие, почитувани, до крајот гледајте и новата саботажа. Се гледаме в четврток повторно на МРТ1. Пријатно. Тие што не си ја знаат историјата, веројатно би можеле да научат една нова лекција за создавањето на македонската држава. Не бил Александар тој, туку неговиот татко дал вистински придонес, бил човекот што го направил првиот крупен чекор да се формира Македонија. Краљ Петар I Караѓорѓевиќ е позитивна историска личност, био е борец за слободу и сам чин да на овом подручју кој е ослобоđено након Балканских ратова, Македонија е након 50 година формирала своју државу, значи да е тоа еден дел или еден степеник на путу према томе да се формира први пат после толико година современа македонска држава. Факт е дека не може се да се знае, но за тоа се разбира постојат низа причини. Лошите историски читанки може да се коригираат, ама што да се прави со цензурата, која не дозволува ништо да стаса душите на тие што сакаат да чујат, да научат нешто паметно. И африканските држави дури се подобро информирани од западноевропските држави. Во западноевропските држави ние го живееме токму тој болшевички метод на забрана, да речеме, на руски медиуми, на забрана на вакви или на онакви, на забрана на кинеско присуство. Тоа го имаше во болшевизмот, тоа го нема во демократија. Тоа барем кај нас не е точно. Немало огради, секогаш биле објавувани сите информации, никој ништо не стопирал. Напротив, со должен респект и почит се известувало за се што е важно, па дури се читале писма, преписки, пригодни честитки. Партијата на Владимир Путин, Единствена Русија, вечерва испрати писмо со поддршка за Иван Стоилковиќ и Демократската партија на србите во Македонија за престојните предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат во недела. За разлика од ваквиот фини коректен настап, некои други земји и нивните испостави во држава директно се инволвираат во случувањата. За нив не треба и не може да има пардон. Како можете вие да се борите во една држава како амбасадор во една држава против корупцијата во таа и таквата држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава? Како можете вие воопшто да говорите за што и да е дека ќе придонесувате во некоја држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава? Дали сте го чуле рускиот амбасадор да излезе со таква идеја изјава дека ќе учествува во овие или во оние процеси? Затоа треба да се има добра стратегија и да не се подлегнува на влијанието. Што ако се смени се? Тогаш ќе се зборува дека убаво глаголеле тие што се противеа на декларацијата за осуда на војните напади врз Украина. Секогаш во политиката, барем со една нога, се држат отворени врати на сите страни. Това се некои елементарни постулати за водење на државна политика. А не државната политика да личи на, или државата да личи на представништво на некаква си туристичка агенција од странство која е тука само да заверува и да чекира карта. Така веќе не може. Не може веќе Македонија да биде купон код во кој секе се добива на попуст. Светот се менува и мора да се адаптира на новонастанатата ситуација. Имаме Олимписки игри.
Се сеќаваме ли на Олимпијадата во 36-та, кога Хитлер не сакаше да дозволи да настапуваат луѓе со обоена кожа? Денес не се сака да се дозволи учество на руските спортисти. Значи, дали не ви наликува тоа на нешто веќе видено во времето на нацизмот, во времето на болшевизмот? И на крај, многу би сакале да фатат страна, ама тоа не бива. Веќе има избрани. Јас знам луѓе кои би се менувале со мене за позицијата за која имам кога станува збор за односите со Русија. Меѓутоа не може. Не се покажале како стабилни соработници. Русија не бара слуги. Русија бара соработници со кои ќе соработуваат. Тие што сакаат да соработуваат, ете, имаат мегдан. Другите имаат доволно слобода сами да одлучуваат за себе.